Под површината со доктор Марија. Затоа што симптомите се само врвот. Ние ја откриваме вистината под нив. Добре дојдовте во 12-тата епизода од подкастот Под површината со доктор Марија. Како што гледате, на местото на Маријана сега седи доктор Марија, затоа што оваа епизода ќе ја води доктор Марија. А од другата страна на столот ќе седи Маријана. Ќе направиме малку поразлична епизода, би рекла овој пат, затоа што постои нешто за кое што постојано зборуваме во секоја епизода, постојано зборувам јас лично, значи за секакви протоколи, за проблемите со кои што се соочуваат самите жени, каков треба да биде пристапот, што треба да се прави. Но она што ќе го направиме поразлично овој пат е да се ставиме, сакам да ја ставам Маријана на местото на секоја жена или на секоја една од вас која што оди, независно дали ќе биде во ординација, која што оди на испитување, која што се соочува со дадени проблематики, просто сакавме да направиме нешто малку различно, кој што сметам дека се надевам на вистина да ќе излезе многу убава епизода на некаков начин. Како се чувствуваш од другата страна на столот, Маријана? Па искрено ме фаќа некоја трема. Зошто? Од оваа страна е многу убаво да се седи. И од оваа страна е убаво. Само не знам дали во однос на експертизи, на такви работи ќе бидам на ниво. Не ти треба експертиза. Ти си овде во реални искуства, значи, се надевам ќе го дадам максимумот од мене секако. Да. Ајде вака. Почнувам. Спремна? Спремна. Ајде. Како пушка. Како пушка. Значи, почнувам директно. Ти лично. Последен пат, кога си била кај гинеколог и си излегла со одговор на прашањето со кое што си влегла? Последен пат. Не знам дали воопшто имало еден пат каде што сум влегла и сум добила било каков одговор. Дали си имала прашање, примерно? Да, сум имала прашања. Дали си ги поставувала тие прашања на гинекологи? Сум ги поставувала тие прашања, меѓу другото имам одено кај неколку гинеколози, така што моментално она што го правам со специјалисти ќе кажам, и гинеколози, значи кој да е специјалист, одам заради тоа што ми се потребни, не знам, испитувања, да си побарам испитувања и тоа е тоа. Како е тоа? Ми објаснуваат, значи, окей, ќе ми објаснат што и како е, меѓутоа некако ми објаснуваат без сврзување на работите, без јасни одговори, одговорот е само ќе си земеш тоа и тоа ќе се смири се и тука завршува целото нешто, останува се во мои раце, така што не се задоволувам со толку. Не знам како да објаснам. Добре. Не ги добивам одговорите на прашањата што ме мачат. Одговорот ќе биде или така треба, или не знам, некоја причина која што мене логички искрено не ми била причината вистинска. Во ред. Колку минути трае прегледот просечно кога ќе идеш кај гинеколог? Кратко. Колку Нормално, не знам, дури да ми направат техо, во просек, ајде да речеме, 7 до 10 минути максимум, ништо повеќе. Дали некогаш си излегла со чувство дека докторот те има погледнато, значи како личност, да има седнато, зборувано со тебе, да те има испрашувано, значи во врска со тебе, или некако секој следен број во чекална? Па не. Искрено не. Зошто сметаш дека е така? Мислам дека се заради перцепцијата дека треба да оди рутински. Си дошла, ќе направиме испитување, ќе те прегледаме, окей, тоа. Се окей, супер. Шаблонски. Не знам, рутински едноставно. Или правиш пап тест, ќе ти излезат резултатите за толку и за толку недели, ако се јавиме, као има проблем, ако не се јавиме, нема проблем, се ти окей, тоа. Ајде, сега вака, одам со едно прашање. Спремна си. Спремна сум. Ако мораш да ја опишеш со една реченица, разликата помеѓу она што жената го очекува кога ќе влезе кај доктор и она што реално го добива, која е таа реченица?
Нема да искористам реченица, ќе искористам еден збор само и мислам дека ќе биде доволно силен. Разочарување. Буквално под очекувањата со кои што влегуваме кај доктор. Спремна за натаму? Да? Да. Ајде. Мислам дека добро ми оди. Супер ти оди. Мене вака ми одговара, ако сакаш вака можеме да тераме. Можеме, не е проблем. Ајде. Ја сакам така. Кои се трите работи за кои што жените не прашуваат кај доктор, иако сакаат да прашат? Сега 3 работи. Како мене ти ми одиш? Кажи ми 3 работи. Сега, штом сум овде има... Гледам дека е тешко. Гледам дека е тешко. Првата работа може би била зошто. Мислам, може и ќе прашаат зошто ми се случува тоа, ама нема да го добијат одговорот. Втората работа, сметам дека сакаат да знаат следни чекори што понатаму. Од типот на тоа и тоа ќе се прави во таа и во таа временска рамка заради тие причини, за да видиме што ќе биде исходот, што ќе се случи ако биде позитивен исходот, што ќе се случи ако биде негативен исходот. И третата работа сметам дека е да кажат едноставно отворено, а не го кажуваат, да си кажат дека сакаат некој вистински да се да застане зад нив и да биде чувството да биде јас сум тука, не грижи се, се ќе биде окей. Значи се ќе биде во ред. Тука сме, ќе го средиме нештото, ќе го најдеме проблемот каде е и ќе го решиме. Одат со такви очекувања, ретко кога излегуваат со постигнати очекувања, ќе кажа. Во ред. Следно, многу често, затоа што работиме со пациентки, ти самото знаеш, многу често знаеш дека жените со кои што работиме имаат намалено либидо. Да. Голем дел од нив. Што сметаш? Зошто жената не прашува за либидо кога ќе отиде кај доктор? Дали е поради срам или поради некаков страв? Зависи од докторот, заради тоа што ако, например, влеземе во ординацијата, имаме чувство дека добиваме добра вибрација, добра енергија од страна на докторот. Мене, например, лично не би ми било проблем да кажам со што се соочувам, да кажам дека имам намалено либидо или не знам, дека воопшто немам сексуална желба. Мене лично, пак ќе речам. Меѓутоа, стигматски се е поврзано. Многу жени, можеби, причината е заради тоа што ќе чувствуваат срам. Евентуално, да не сакам да верувам, е дека ќе чувствуваат осуда. Дали не мислиш дека можеби доколку се со партнерот, ајде вака, ќе ставаме едно сценарио, доколку се со партнерот, дека нема да бидат на некаков начин, можеби, осудувани од страна на самиот партнер? Или на некаков начин, не знам, да им биде можеби незгодно поради самиот партнер да го прашаат тоа нешто? Не можам да кажам. Стварно не сакам да верувам дека поради партнерот нема да прашат или нема да кажат такво нешто. Иако се повеќе и повеќе од искуствата што ги знаеме нели во денешницава, се повеќе и повеќе можам да кажам дека ги има и се тука сите тие искуства. Кога одиш на, не знам, гинеколог со партнерот и не сакаш да споделиш дека имаш намалена сексуална желба, заради тоа што ти е незгодно од партнерот. Иако кој што партнер никогаш нема во повеќето случаи не може да разбере дека намаленото либидо кај жена е всушност симптом, во голем дел од случаевите е симптом, а не е нешто кое што и би рекла до самиот партнер. Партнерите ова си го земаат многу лично според мене. Јас мислам дека секој ден би се го земал лично. Да, но знаеш која не го знаат? Самата осцилација, затоа што е многу различен како се движи самиот хормонски профил кај еден маж во текот на еден месец, и оно што не го разбираат самите мажи е
осцилациите на самите хормони кај самите жени. Затоа што не е еднакво. Дури таа жена да нема и намалено либидо, нема да и биде еднакво либидото на почетокот на месецот, кон средината на месецот и кон крајот на месецот. Поради самите осцилации на самите хормони, или пак честопати, доколку има веќе намалено либидо, ќе дојде мажот и ќе каже и ќе почне да се жали, што да правам со жената, се боли глава, се не и се сака, се има, значи, нема никакво либидо. Тука вината ќе ја ставам кај мажот, искрено. Заради тоа што ова е резултат на реално на неинформираноста на мажот. Сака мажот да се заангажира и да види што се случува со, не знам, женското тело, со хормоните, со што и да е, во кој да е дел од циклусот, сметам дека ова е да не сакаат мажите да се информираат во однос на жените и природниот пат на целото нешто во 21 век, кога се ни натацна. Значи, тука е табу тема за кај мажите. Тука е проблемот. Но ова го гледам јас кај 99% од нашите пациенти. И тоа мене ми е, например, трагично. Трагично е. Исто сметам дека е Трагично трагично. е заради тоа што дополнително се создава стрес кај таа жена. Дополнително таа жена не може да си дојде при себе заради тоа што чувствува притисок. Тоа реално е притисок. Знаеш што, сметам дека е доникаде и отсуство, големо отсуство на едукација на младата популација уште во рана не детска возраст, али би рекла во адолесцентна возраст. Каде што сметам дека ние сме должни, како родители, малку на некаков начин да разговараме со нашите деца и да им објасниме некакви работи. Ќе земам за прост пример, значи, моите поголеми, кои што се близнаци, значи, реално, и јас и нивниот татко, кога дојде известна возраст, почнавме да разговараме за одредени теми со нив. Значи, држиме да имаме многу отворена врска со нив, независно дали се лоши теми, независно дали се добри теми, но гледаме да имаме некаков пријателски однос со нив, кој што би рекла дека е доста добро врши работа во тој случај, затоа што дава поголема отвореност на самите деца. Но сепак, значи, таа сексуална едукација е нешто кое што сметам дека треба да биде воведена, би рекла, ајде, после одредена возраст. И сметам дека тука постои голема дупка, ако можам да се изразам со еден прост збор, која што фали во нашето општество. Добро, ако ја погледнеме сега и другата перспектива. Што ни се наметнува нам од, не знам, не сакам да звучам дискриминирачки или нешто слично, ама што ни се наметнува нам ето од сексуална едукација од западот, западната клима. Тоа е, например, ние сме реално традиционално општество. Значи, не знам, истополови бракови, слично, такви работи, окей да се едуцираат. Меѓутоа, тоа се смета повеќе како наметнување на некоја, не знам, филозофија, некои сваќања кои што не се толку отворени за таа, по автоматизам го сметаат нештото како наметнување, сексуалната едукација. Тука сметам дека е стигмата, тука можеме да го направиме, не знам, некакво соправдување да дадеме, зошто еден родител во Македонија во 21 век, кој што е, не знам, на 40 годишна возраст, ајде да кажеме, кога детето ќе треба да почне да ги осознава сите тие работи, зошто не сака тоа дете да го изучува, пример, предмет да има сексуална едукација во училиште. Тоа би била причината. Затоа што, пак ќе кажам, сме традиционално општество. Сме. Меѓутоа, отвореноста во комуникацијата, особено родители и деца, е таа која што фали. Реално фали. Затоа што, лично јас, како што и ви имате отворена комуникација со вашите синови, лично јас, например, имам отворена комуникација со моите родители. И ако јас, без никаков проблем, што и да е, сум отишла на гинеколошки преглед прв пат на 13 години, во моментот кога сум добила прв циклус, сум имала, не знам, случајот секојдневието кога ми кажуваат дека се на 30 години и дека никогаш во животот не отишле на гинеколог. Реално е женско здравје и реално е работа што треба да се оди, ако не знам, на секои 3 месеци, ама да си оди еднаш годишно да се прават проверки.
Но затоа што твоите главно тука биле Тука зборувам. доста отворени и Не ти го можеме кажа. не можеме да го ставаме образовниот процес како главната работа која што треба да се промени во однос на тоа Сметаш дека е сексуално. повеќе фамилиарно. Повеќе е фамилиарно. Затоа што мене, на пример, како професор, нема да ми биде, не знам, да предавам, да не е биологија, да биде некој друг предмет и да застанам јас на децата и да им кажувам, не знам, работи во однос на, сексуално образование и да им држам предавања во однос на таа тема. Каква и да е. Кој Значи, што за ако ме тоа треба прашуваш да биде- мене, сметам дека треба да биде задолжителен предмет во училиште, ми ги Да, ама верувам. треба да биде да има професионалци, значи да си има се обучен разбира, кадар кој што се ќе дојде и разбира, ќе им значи. држи предавање на тие деца. Дури не мора да биде како официјален предмет. Нека биде иницијатива на самото училиште. Ете, тргнуваат веќе 7-8 оделение, веќе се тука во адолесценција. Веќе имаме изместување на Пубертет. границата на самиот пубертет. Да. Доколку претходна е била, би рекла, на 14-15 годишна возраст, имаме дефинитивно изместување и кај женската, и кај машката популација, каде што девојчињата го добиваат менархето или првиот менструален циклус на 8-9 години. години, тоа е реално мала возраст. А самите машки веќе влегуваат во својот пубертет, би рекла, на 10-11 години, кој што претходно границата е била 14-15 Да. години. Па тука на пример не е толку многу до самиот образовен систем да се менува, колку што е на пример да се има иницијатива од самото училиште, да речеме, каде што не знам, ќе земат експерт во таа област и ќе им направат низа на едукации. Не мора тоа да биде, не знам, секоја недела да се едуцираат во однос на таа тема, ама еднаш месечно да имаат надвор од тие училишни активности, значи вон училишни активности да си имаат предавање кое што ќе биде неофицијално, ама од едукативен карактер во однос на сексуалното образование. Во однос на разбирање на женското тело, во однос на разбирање на машкото тело, реално колку што женските треба да се разберат и жените треба да се разберат, толку жените треба да ги разбираат мажите. Рамноправност. Феминизам. Нека да кажам еден случај ќе кажам овде. Затоа што епизодата не е сосема различна, да се разбира. Неофицијално. Неофицијално, да. Се сеќавам дека во 7 оделение, 6 или 7 оделение, нека не ме држете за збор, кога беа моите близнаци, значи 6 или 7 оделение, има по биологија, како, затоа што го учат тоа нешто, дека тоа од жената, значи, се учи. Од жената, значи, секој месец се оделува една јајцеклетка, која што, значи, доколку не се оплоди, тогаш ќе настапи менструален циклус. Ова нешто го пишува меѓу другото во учебникот за по биологија. Што се случува? Се доаѓаат дома? Не. Ајде, значи, експлицитно е напишано во самиот учебник. Секој месец кај жената се оделува само исклучиво по една јајцеклетка која што доколку не биде оплодена настапува менструален циклус. Се е во ред до моментот каде што експлицитно не е изразено единствено само по една јајцеклетка. А јас имам близнаци. Каде што, значи во овој случај што направив? Ги седнав двајцата и им реков: "Да, кај повеќето жени е така. Значи кај голем дел од жените е така. Но кај вас пример, вие не сте пример за овој случај. Кај вас еве што се случи." И им го имам објаснато целиот процес. Значи, затоа што тоа беше темата, значи, како од двете јајцеклетки, затоа што станува збор за двојајчени близнаци, како едновремено, значи, имаме и од двете страни ослободување на две јајцеклетки, дошло до оплодување на двете јајцеклетки, поради што, значи, тие се зачнати во исто време и се родени како близнаци. Значи, ова е, просто го вметнав во целиот муабет, значи, каде е бил моментот каде што можеби сум почнала со таа едукација, значи со објаснување на тие некои работи, затоа што сметам дека е премногу важно. Да, ама вие сте информирани. Можеби затоа што тоа ми е, ајде да кажам, професија или нешто слично. Но се сети точно на тој момент се сети. Па такво нешто нема заради фактот што или одлучуваат самите
не знам, наставници можеби или одлучуваат дека не треба толку внимание да посветат на самата тема, бидејќи не ја сметаат за клучна, и тоа е избор, реално, личен избор, пак ќе кажам, од некој аспект на педагог, на учител, значи на што и да е, ќе одлучат дека таа тема треба да помине така или не им е згодно да разговараат на такви теми отворено пред децата, не им е згодно, не знам, да прочепкаат, ама може би е се во резултат, ако веќе одиме подлабоко, во резултат на самото општество. Да. Пак ќе речем. Размислувањето што ни ете вкоренето. Многу пати знаеме сите да кажеме дека 19-тиот век не излезал од нас, генерално како македонци, и за жално е во секој еден аспект, не само во овој аспект што го зборуваме сега. Добро, ајде минуваме на Следно прашање. На следно сосема различно прашање. Колку пати или ти лично, или некоја твоја пријателка си слушнала кога си отишла на преглед, зашто и да е, значи се жалиш, одиш на преглед, се жалиш на некакви симптоми. Дека ти е од стрес, дека ти е сосема нормално или дека ти е од времето. Па тие се, причините се тие. Секој Не, јас секоја една одиш и ме боли главата, од времето е, земи, не знам, апче. Или одиш, се чувствуваш изморено, ништо. Океј, се периодот е таков. Пробај да се опуштиш. Пробај да се опуштиш. Да, или ќе нема да се случи бремено, пробај опушти се. Отпушти се ќе биде. Опушти се ќе биде, премногу се стреш, многу мислиш. Многу мислиш. Многу мислиш, не мисли толку, ќе биде. Ако треба да биде, ќе биде. Како Господ сака. Никада не го пренабрегнуваме, значи, оној религиозен дел или... И јас секогаш велам, колку што е медицинска работата, толку е Господова работата. Тоа е факт, затоа што јас лично сум верник. И тоа во никој случај не го негирам. Ама не ми е логично пак кога ќе помислам, значи ако Господ сака така, во ред, нека биде така. А то знаеш како е? Да сакаш од Господ да добиеш на лото, а да не отидеш да купиш билет за лотарија. Па тоа е. Да сакам да стигнам до Белград, да одам на кај Струмица. Не ми ги кради зборовите. Па сега, се ми ди. Добро. Дали сметаш дека постои разлика во тоа колку жената смее да праша кај приватен доктор отколку кај државен доктор? И дали сметаш дека однесувањето на приватните доктори е различно отколку на државните доктори кои што работат во, ајде да кажеме, во самите државни болници? Добро прашање. Имам многу да кажувам за оваа тема. Во затоа? Прва работа сметам дека во државна институција, во државно здравство, значи секоја чест на младите исклучоци што доаѓаат сега. Соглас. Значи, Соглас. Со годините, меѓутоа постојат толку, од моје лично искуство зборувам, постојат толку егоцентрични доктори, значи независно дали тоа его го подигаат заради фактот што не знам, останале во тие некои години како што било тогаш, не сакаат да се приспособат на новите методи истражувања што и да е. Значи не ми е во ред. Мене лично не ми е во ред. За разлика од државна, значи зборувам за државна институција, државна болница, која ќе се оди веќе кон приватно здравство, не дека ги нема и таму, ги има, меѓутоа тука сметам дека пациентот прво основно се води, плаќам пари за ова, ќе си прашам, значи ми следува, си плаќам пари, и докторите се на тој некаков мајндсет, као доаѓа тука, дава, не знам, 100 евра, треба да му кажам што и како. Не треба, просто сметам дека системот во приватните болници наметнува такво однесување на самите доктори. Затоа што, ајде реално да зборуваме, дали имаш одено кај еден доктор кој што едновремено работи и на приватно и на државно? Дали имаш приметена разлика додека е во приватната болница во неговото однесување и додека е во државната, додека е на државно, додека го прави самиот преглед, ајде да кажем?
Па не. Не? А Затоа што заради тоа што не добивам, не сум добила всушност било какво поголем временски период не сум добила комуникација за да преценам. Јас. Меѓутоа сум добила сугестија, ќе најдеме терминче, можеш да дојдеш во секое време, значи, тука нема термин да се најде на државно, ама може да дојдеш во секое време, на приватно, не е проблем никаков, ќе се најде термин, ќе завршиме работа е муабетот. Добро. Вообичаено знаеме дека, по самите институции вообичаено немаме многу време за преглед. Вообичаено сосема е кратко. Дали сметаш дека доколку да кажеме една жена оди на преглед и доколку секој преглед би траел 30 минути, одиш на преглед, барем 30 минути или 1 час би траел секој преглед. Дали сметаш дека тогаш би прашувала многу повеќе и би добивала повеќе многу одговори од страна на самиот доктор? Не. Не. Заради тоа што пак ќе речам можеби системска грешка. Можеби системска грешка заради тоа што реално ако земеме предвид, значи сте учеле медицина, така? Така? Свич, правиме пак. Ајде. Сте учеле медицина. Се Знаете како се оди, Знам. дека сте по книги. Се разбира, шаблон. Доаѓа пациент, Зошто? со тоа Зошто така ве вас учеле на медицина? Нели можеле да дојдат и да ви речат 30 минути ќе му посветиш на пациентот за да добиеш детална анамнеза од него за да ги поврзеш работите? Некој друг не спрема. Тоа ми беше муабетот. Затоа што сме голема популација, реално и ако се посветува, например, и од тој аспект да се земе предвид, ако се посветува по 30 минути на еден пациент, кој може да истера 100 пациенти во текот на денот? Никој. Тука се многу фактори вклучени. не знам. Ке требам дисклаймер да се не стави знам дека кој е. ова се лични размислувања на Маријана, не пропагира ништо. Не знам, можеби некој може да издржи по 100 пациенти на ден, не знам. Да, не знаете, јас знам, меѓутоа ќе се прекутам. Добре. Да не ве кудам сега вака јавно. Добро, одиме понатаму. Ајде. Кога жена со болни менструални циклуси оди на преглед, кој е стандарден одговор што го добива? Стандарден одговор што го добива со болни менструални циклуси. Ти ме имаш прашано 100 пати. Па стандарден одговор е тоа, земи апче за болка и ќе ти помине. Мајка ти била со болни менструални циклуси, да. И сосема е нормално. Не, нормално е. Се е во ред. Нормална појава е. Еден месец ќе те боли, друг месец нема да те боли. Дали мислиш дека жените во Македонија имаат доволно информации за да знаат кога нешто не е во ред или системот ги држи во незнаење? Системот ги држи во незнаење. Зошто? Заради профитерство. Добро. Ако утре имаш керка, Се надевам. ќе почекаш, ти кажав. Со кои зборови би ја подготвила да го посети гинекологот за прв пат, за да не поминеш ни со она кои што поминуваат илјадници жени, да кажем? Нема да користам зборови, јас ќе отидам со неа. Не. Ова во мој случај. Ова беше многу, а зошто ти да одидеш со неа? За да видам Дали што нема е да... како е. Добро, дали нема да ја обучиш во доволна степен за таа самата, да? Се зафркавам. Приватност пред се. Ке држам на тоа веројатно како мајка. Меѓутоа да, би ја подготвила да се труди да извлече максимум од типот на која е причината, иако се сомневам дека ќе добие таков одговор, ама да се труди максимално да дознае која е причината заради сите нејзини симптоми. Значи, што се крие зад нив? Не може да е од време, не е логично да е од време. Ако подразмислиме подлабоко, не може да е од време, не може да е заради тоа што сме под стрес. Тоа е како одговорот, не знам, пациентката што се јави пред не знам колку сати на телефони, кога рече едно инвитро имам и не одам во второ, заради тоа што не е нормално седа, окей, а да не се случува бременост. Таква свесност е свесноста што ни фали тука.
реално. Ајде сега вака. Сега ќе те чепнам малку на друго место. Ајде. Дали познаваш жена која што добила препорака за инвитро, а не биле проверени најосновни работи пред тоа? Да. Да, затоа што во кој аспект сега? Познавам повеќе случаи каде што не се случувало, не знам, неколку месеци и одговорот на докторот бил не се секирај, постои инвитро. Вон телесно оплодување и ќе си останеш бремен. Затоа што инвитрото е магично стапче? Okay. Не се секирај, нема зошто да се стресираш, опушти се, постои инвитро. Уживај. Тоа е тоа. Што се Еден случува? куп случаи. Што се случува 5 години подоцна? Уште инвитра. Намален АМХ, евентуално. Размислување за донорски Добро. јајцеклетки. Да, ја знаеме приказката, ги знаеме пациентките. Зошто парот оди директно на инвитро без да знае дали телото е воопшто подготвено? Заради И тоа зошто се согласува да влиза на самото инвитро? Па тоа е одскочна даска. Инвитрото го гледаат како тоа што го кажавте магично стапче и толку. Мислам дека се уверени во тоа дека сигурно име ќе одиме, ќе се случи оплодување надвор од, значи, телото во лабораторија, ќе се оплоди, ќе се внесе внатре самиот ембрион и тоа е тоа. 9 месеци раѓам бебе. Наметнато. Да беше толку лесно. Наметнато. Во дадени случаи, нека да не заборавиме, значи доколку Секогаш имаме велиме. физичка пречка или некаква физичка пречка, да кажеме, која што, поради која што е потребно инвитро, дефинитивно да. Дефинитивно Не да. го споруваме процесот. Значи, Самиот процес како процес во никој случај знаем Не го многу да помогне, но сметам дека голем дел од жените, од паровите, 95% од случаевите одат без претходна подготовка, која што резултира со многу неуспешни инвитра едно по друго. Се надоврзувам на твојот одговор. Значи, дали сметаш дека постои, сега малку попровокативно, дали сметаш дека постои финансиски интерес во тоа жената да оди на инвитро порано отколку што треба? И дали тоа некој смее да го каже гласно? Не е тема која што се зборува гласно. Не е тема за која што може би треба да се зборува гласно. Не е тема или е тема за која што сметаш дека треба да се зборува гласно? Е тема за која што треба да се зборува гласно, меѓутоа не е тема за која се зборува гласно. А инаку треба. Така што причините... Но дали сметаш дека постои финансиски интерес во тоа жената да биде внесена порано во инвитро процесот? Па искрено не ми оди да речам не, затоа што е да. А затоа што знаеме колкаве се трошоците. Ама стигнува до момент кога веќе со ваучери за инвитро процеси и слично што ги дава државата, стигнуваме до моментот што постојано го зборувам дека е системска грешка и дека едноставно мислам дека прават буквално се поигруваат со самата психологија на пациентките, каде што имате можност за 6 ваучери. Значи, 3 се со сопствени јајцеклетки, 3 се со донорски јајцеклетки. И сега, јас, например, да го немам ова познавање што го имам денес и да сум 2 години наназад во тоа размислување колку што сум била тогаш и да дошло момент кога јас сум се обидувала за дете и не сум успевала 3 месеци, моја ќе била препораката да се оди на инвитро процес, затоа што ќе биде од типот на се не е покриено, ќе направиме испитувањата, ќе добиеме ваучер, ќе одиме. Не ни треба подготовка. Што се смени, Марија? Се сменија сите искуства што ги имаме и за кои што разговараме и со пациентките, значи и буквално со сите оние што се јавуваат и што имаат проблеми после 7, 8,
неуспешни инвитра правени во една година, значи За се менува тоа, перцепцијата се менува. Заради тоа што се јавуваат и кажуваат, не е нешто што отворени сме, барем максимално колку што можеме, сме отворени во однос кога разговараме и кога добиваме информации, баш заради тој факт. Да се знае, например, ни јас можеби нема да мислам дека е системска грешката. Не дај Боже ќе си помислам дека е грешка на самиот доктор или на самиот инвитро центар. Ама ако се продлабочиме, каде оди работата? Работата оди дека е што? Неодговорност. Неодговорност и недостаток на емпатија. Заради тоа што никој емпатичен, значи тонка емпатија да има во него, јас, например, да сум доктор и да ми дојде жена и да рече, гледај, јас, не знам, со години се обидувам, не можам да останам бремена, сакам да направам инвитро, јас да ги погледнам резултатите, да не спојам 2 со 2 дека е 5, а не 4, и да ја пуштам во процес. Каде ми е човечноста тука? Супер, ние можеби ќе имаме, не знам, 100 успешни приказни во еден месец од инвитро процеси. Тоа е супер. Ги броили некои неуспешните? Се јавува ли некој после, не знам, после неуспешно инвитро, се јавува ли некој на телефон да рече, види вака, заради таа и таа причина твоето инвитро не беше успешно. Жал ми е, ќе го поправиме тоа, ќе се обидеме пак. Не. Знаеш дека ставивме точно пол, дали некој ви ја објасни причината после неуспешно? 89% одговорија со не. Со не. 89%. Има колку проценти со да? Имаше ли со да? Да, имаше. Имаше и со да, меѓутоа 89. Од 100% 89 одговорија со не. Жално. Кој ќе се јави да го каже такво нешто? Што сметаш? Значи, ова е твое субјективно мислење. Колку проценти од жените кои што поминале инвитро во Македонија, по твоја проценка, реков, значи не биле подготвени за тоа инвитро и дека со правилна подготовка би можеле да избегнат еден успешен циклус? Во проценти, јас сум лоша со бројки. Математика имав двојка. Чисто информативно. Ама можам да кажам дека недостасува такво нешто. Од мои информации, пак ќе речам, во клиниките го има. Значи има подготовка за самото инвитро, нутриционистичка поддршка. Ако во случај било каква, не знам, проблематика од тој аспект, да се реши. Меѓутоа, пропустот тука е тоа што, пак ќе речам, не се зема целата слика предвид. Се земаат и колку сметаш дека се оди индивидуално со таа нутритивна поддршка? Па не баш. Не баш. Јас сметам дека воопшто. Не сметам дека се оди индивидуално. Затоа што кога збориме за инфертилитет, каде што една жена се спрема за инвитро, реално причините може да бидат 20. Ама, може да бидат и 50 причините. Ако го земем и машкиот фактор плюс, тотка ќе дојде. Со бројките, ако одиме. Независно. Апсолутно нема. Сметам дека не постои процес каде што жената стварно ќе се подготви. А тој процес на подготовка што го има во клиниките, што е јавно транспарентно ставени на страни, значи кога се јавиме на телефон ни го кажуваат дека има подготовка за инвитро, таа подготовка ја сметаат хормонската терапија. А ти сметаш за самата хормонска терапија како подготовка? Не, тие имаат ставено хормонската терапија како подготовка за инвитро. Тоа е подготовката. Не инсулинската резистенција? Ма не е причина тоа. Кој ја адресира? Квалитетот на јајцеклетките? Кој ги адресира овие работи? Вие? На големата ДНК фрагментација кај мажот? На спонтаните абортуси? Никогаш не слушнале за такво нешто. Јас избирам овие работи што ги кажувате, не знам од каде ги влечете. Од каде ги измислив, а? Може од некаде ги измислив, Маријана, не знам. Јас досега не сум слушнала некоја жена да се јави, да рече, јас имаме правено се од испитувања. Што имате правено од испитувања?
хормонски статус и спермограм. Да. Дефицитите каде се? Каде е ХСГ? Проводност на каналите. Каде, не знам, не дај Боже да имаме подлабока проблематика, значи да се направи тоа. Каде ДНК фрагментација? Ајде, не мора ДНК да го ставаме како задолжителен тест. Меѓутоа, Каде е нормозоспермијата што ја пишуваат на... тука ме фативте сега во тесно. Број на прогресивно подвижни сперматозоиди треба да ни биде стои во резултатот, дека треба да биде над 20 и колку беше? На 32%. Број на значи на сперматозоидите стои 19. Диагноза нормозооспермија. Инвитро. Каде? Ама тоа беше буквално пред самото инвитро, за да биде направено самото инвитро. Да. Што се случи потоа? Ги натеравме да го повторат. Го повторија повторно спермограмот и излезе дека уствари нема астерозооспермија во прашање. Олигоастерозоспермија. Така ли беше? Имаше, значи комплициран. Независно, беше вистинската диагноза. Беше вистинската диагноза. Да, затоа што не се спремаат, само иницијативно си си одат. И си отидоа сосема во лабораторија си отидоа, не си отидоа. Затоа, инаку да се спрема за инвитро, пак ќе беше нормозооспермија? Дали мислиш дека докторите не знаат или не прашуваат затоа што немаат време или затоа што буквално системот не ги наградува за тоа нешто? Комбинација од сите три веројатно. Така ги спремиле заради системот. Јас буквално не ќе кажам, значи да се разбереме. Никој доктор кој што е минал, ајде, медицински факултет, кога завршува медицински факултет, оно што му останува во глава е како се лекуваат болестите со кои терапии. Примерно, за проблеми со тироидна жлезда се дава таа и таа терапија. За проблеми за таа болест се дава таа терапија. За висок крвен притиск нема да ги броам сега. За дијабет се дава тоа, значи со тоа што знаеш што се случува? Втора година имаме патофизиологија. И доколку сите бевме доволно паметни, патофизиологија каде што ги учиме сите процеси во телото и како се поврзани сите работи едно со друго. Една од најголемите грешки на современата медицина е одделување на системите едно со друго. Одделно, значи ти имаш проблем и одделно одиш кај еден специјалист, па кај друг специјалист, кај трет специјалист, кај четврт специјалист. Каде што телото и системите внатре во телото се толку многу поврзани еден со друг, но ние и нашата современа медицина ги има разделено како да се посебни делчиња, а не да комуницираат помеѓу себе на 1000 начини. И ова нешто го учиме меѓу другото уште во втора година на медицински факултет на патофизиологија. Сите овие како се одвива целата физиологија. Но познаеш што? Доаѓа 5-6 година каде што не бустаат со фармација и со тоа која болест како треба да се лекува, која болест како треба да се лекува. Значи овде се дава тоа, и веќе на крај на факултет ти излекуваш, значи можеби со знаење, би рекла дури и не со знаење. Би рекла со практика, значи како што доаѓаат пациентите, се припишува по дефолт или веќе по шаблон, каде што ќе речам, значи на самата рецепта има тоа, еве ја рецептата, повели, еве ја рецептата, повели, еве ја рецептата, повели. Па систем. Тоа го споруваме, системски така сме направени, затоа што така треба да функционира еден систем, зошто да се губи време? Сега, можејќи да, не знам, за висока температура или за болка во грлото да препишам антибиотик, зошто да губам јас пола саат за да знам од што доаѓа тој, или не знам, да мислам што би придонел антибиотикот. Или зошто да мислиш зошто имаш главоболка? Или да мислам тоа. Еве имаш... Знам, и сега веќе еднаш одиш, ти велат земи тој и тоа апче. Втор пат одиш, ти велат земи тоа и тоа апче. Трет пат веќе не ни одиш во аптека, си го земаш културно апчето и знаеш дека тоа е лекот. Системски.
Добро. Тога вака. Така. Како коњите. Согласна. Дали сметаш дека жените во помалите градови во Македонија ја имаат истата шанса за правилна диагноза како жените што живеат во поголемите градови како Скопје? Многу зависи од тоа дали е државно или приватно. На тоа мислење си? Па да. Заради тоа што на државно, баш пак ќе речем, систем. Знаеме како функционира. Добро, знаеме дека е скапо на приватно. Да, знаеме дека е скапо. Но дали тоа не доведува до ситуација само оние кои што се финансиски стабилни и со големи приходи да можат да си го дозволат тоа приватно здравство? И дали ова е нормална појава? Дали само Не е оправдана појава во никој случај, заради тоа што посебно со овие нови, не знам, нови регулативи, мои термини слично, такви работи, значи постојат киксови што ги прават и приватните болници. Знам случаи. Значи се прават, има пропусти тука и таму со тоа што секаде се различни причините за тие пропусти. Ама жена која што е доволно финансиски стабилна и има финансии, таа диагностика или што и да е, точната диагноза да ја добие, ќе треба да даде многу пари, или ќе треба да го има вистинскиот човек во државна институција. Тоа се вели врска. Да. Ако го имаш вистинскиот човек, можеме да постигнеме се, мислам. Генерално во сите сфери од нашето живење се функционира, нели така? Така е. И затоа и пропусти. Затоа и сите работи што ни се случуваат, тоа е тоа. Пак ќе се вратиме на крајот од епизодата дека се е системска грешка. Си тргнала со системската грешка, си го фатила. Да, затоа што исфрустрирана сум искрено. Ајде малку да позборуваме за менталното здравје и за хормоните. Дали жената смее да каже, мислам дека хормоните ми влијаат на расположението и да каже дека се чувствува анксиозна, но дека тоа се должи на незините, смета дека се должи на незините хормони, можеби и депресивна, дека можеби има читано дека да кажеме дефицит на витамин D може да води до појава на депресија, на анксиозност или пак самите дадени пат на дадени хормони или промени на дадени хормони можат да водат до дадени проблеми во самото расположение, без да биде испратена на психијатар. Кој ќе го каже ова на еден доктор? Не. Не. Не, мислам, секаде ќе пишува дека треба да се исконсултира со препорака. Да се исконсултира со психијатар. Со психијатар, да. Психијатар, па да. Ама анксиозноста, тие се модерни болести што ги зборувате. Тоа е депресија, нема никаков подвид и знаеме со што се лечи. Зошто да бара некое друго решение? Каков D витамин? Каде го има тоа? Менталитетот, мислам, глупо е во 21 век да одиш на доктор и ти рече исконсултира се со психијатар заради твоите анксиозни напади. Кој не се соочува денес со анксиозност? Голем дел се соочуваат, кои што причина за истите може да бидат многу. Не единствено дефицитот на витамин D, дефинитивно, од тип на инсулинска резистенција знае да направи големи промени во самото расположение. Може да направи се сетив на друга ситуација, затоа се насмеав. Поради самата инсулинска резистенција, каде што, знаеш, имаш драстични промени на расположение, каде што примаш јаглихидрати, добиваш енергија и се расположена. И после 2 часа си даун. Да, па јас која јадев банана со крем, беше супер и после тоа 2 часа фрчам. Да, и после тоа Да знаев дека е така ќе јадев банана со крем пред да излезам, например, да бидам поенергична. Јас ќе каснам тоа после ручек и вечерта ми се спие. Да, и имаше една ситуација каде што директно беше препораката, значи за психијатар. Упатот стоеше.
Во упатот стоеше дека препорака преглед кај психијатар. Можеше, каде што вообичаено ќе добиеш диагноза биполарно расстройство. Поради тоа што доколку кажеш, да се разбереме, дека имаш епизоди на тоа да се чувствуваш сосема добро и епизоди на депресија. Ама тој свич се случува буквално за 30 секунди, ни толку нема. Но вообичаено ако те прашаат, ќе те прашаат дали имаш периоди во кои што се чувствуваш повесела и периоди каде што се чувствуваш депресивно. На кој што ти одговораш да? Каде што? Во ред. И тие Честито. бабкаат диагнозата биполарно расстройство. Биполарно расстройство. Да. Епа сите со инсулинска резистенција сме тогаш такви. Ако си зависно дали си била на психијатар. Не сум била на психијатар. Пропуст, нели? Мој пропуст. Требало на времето да отидеш, сега нема да ја добиеш таа диагноза. Ништо. Ништо тогаш. Ништо. Сега со твојот контролиран инсулин ништо не правиме. Постои ли момент во кој што жената треба да престане да чека системот да се промени? Велиш дека е системска грешка. Да. И да преземе одговорност сама. И на кој начин, доколку сметаш дека треба, на кој начин би го направила тоа нешто? Се додека упорност додека да не ги добие, не знам, одговорите кои ги сака на нејзините прашања. Барање, ако треба одење од врата на врата. Што ако не ги добие? Не знам, Еве јас сум чукнала на 100 врати, не сум ги добила. да почне со истражување и со спојување на сликата, тоа како кој ќе си купиме, не знам, сложувалка од 1000 мали работи, си седнуваш дома и си местиш. Евентуално да се почне така, затоа што искрено многу зависи од самата жена. Сега, Да. не можеме да Ове. речеме, ако таа жена, например, не е доволно финансиски спремна, например, да тргне по, не знам, странски врати, да речеме. Каде што може би и ќе добие одговор. Ама може би. Значи, што ако финансиите се проблем? Што ако има пречка дома од партнерот? Да. Не си прави Постојат- филмови. Да. Тоа знаем многу често да се случи. Или, не знам, домашните? Да. Ете, родителите да бидат тие што ќе речат, сети, окей, не знам, девојче, пример, има нередовни менструални циклуси, почекајќи се роди дете, Ќе се среди. се среди. Роди дете. Роди, која ќе останеш бремена, која ќе родиш, се ќе ти помине. Абе, знаеш како ми помина после 3 деца? А знаете ли дека се јавуваат и велат, стварно ми се, откако Не, постои. имав полицистични јајници, цитирам, имав полицистични јајници, откако се породив со првото дете, повеќе немам. Да. Ако цитираме, не знам до каде ќе стасаме. Затоа што постојат, пак ќе речем, до самата жена, ако самата жена сака да ги најде одговорите, и под дрво и под камен, ќе бара. Не, реално постои, би рекла, доаѓа до промена на самите хормони после породување и ова може кај дадени жени да резултира, ајде, во случајот затоа што зборува за болни менструални циклуси, значи може да резултира со отсуство на веќе да престана самите менструални циклуси или да дојде малку до нормализирање на истите. Но би рекла дека се многу мал број. Значи, Може би, ама на пример ете, жена која што има полицистични јајници со инсулинска резистенција, не значи, зборувам си го за има со не зборувам синдромот. за значи Не може да каже дека нема повеќе, ми се решија, кај се решава тоа? многу често може да се случи и следново. Да остане бремена, да роди еднаш, но потоа поради влошување на самата состојба затоа што не била решена самата проблематика и поради влошување на самата состојба да не може повтор пат да остане бремена. Значи тоа е нешто што многу често го гледаме и кај Хашимото и кај полицистичните јајници доколку имаш забележано. Да. Значи, може би останале бремени, но потоа дошло до влошување на целата здравствена состојба во однос на сите параметри, поради што години наред се мачат со Второ дете. Второ дете. Да. И со зачнување со второ дете.
Па тука ги имаме поделени исто така. Мајндсетот им е некој проблем постои, втората група се остана веќе еднаш бремена, немам проблем никаков. Како сум можела прв пат да останам бремена, така ќе останам и втор пат. Да? Кој што сметам дека е повеќе за машкиот фактор, повалидно за машкиот фактор. Не, имаме и жени. Имаме и жени, но сметам дека мажите овде преваленцијата на мажи кои што Да, ќе кажат кај мене не е проблем. апсолутно. Постојат такви. Кај мене не е проблем. Испитување, значи се прави еднаш испитување или има еднаш направено дете. Значи кај мене нема шанси да е кај мене проблемот. Колку би сакала малку поразлично да размислуваат и мажите, сите. И машката и женската популација да се освестат, сакам да се освестат. Не знам колку сметам дека секоја жена, знаеш како? Ги знаеш оние жени кои што постојат една група на жени кои што се наши пациентки, кои што се толку многу свесни, толку многу едуцирани, поради тоа што земале и се разочарале од недобивање на одговори. Тоа е она каде што велиш зависи од самата жена. Каде што тргнала на Google буквално да бара се и свашта. Значи, на што се должи низината состојба? Симптоми. Значи, дали има врска помеѓу низините симптоми и низината здравствена состојба? Каде што одеднаш доаѓа многу информирана таа жена. Значи, постојат и вакви жени. Да, и по автоматизам тука таа знае што бара. Таа веќе знае што бара. Таа знае кога чука на наша врата, таа знае на која врата чука веќе. Да. И знае што може и да очекува, например, од знае, тука. ги знае Не очекување. треба до едукација. Не треба објаснување детално во однос на принцип на работа, во однос на што е потребно и се. Потребно и е водство. Само знае дека и е потребен некој кој што е доволно специјализиран во дадената Област, проблематика, кој што ќе ја води, значи, во целиот процес. Да. Кажете ми сега, ваша перспектива, која жена не би можела да биде таква? Секоја една може таа да го постигне, нели? Она која што е вака, нели рече како вака, со затворен поглед и каде што не сака на никаков начин да направи вака, да погледне малку на лево, на десно, добро, зошто да го постави еднаш прашањето зошто. Нели мислите дека пак е тука нештото пренабрегнато? Од страна на кого пренабрегнато? Од страна на не зборувам сега тука да ги ставаме во кош само жените. Значи, Зборувам за тоа дека не сакаме да ги отвориме очите од причина што не секогаш сме убедени дека би тргнале по вистинската насока, колку интуицијата да ни зборува дека е така. Ки има пречка, некаква пречка ки има. Таму каде што нема никаква пречка, тие се отворени, со отворен светоглед се. Меѓутоа, онаму каде што треба уште да се работи, треба да се види од каде доаѓа пречката, да не можат да ги бараат одговорите, во овој случај да не можат да ги добијат одговорите. Која е пречката? Мора да постои некаква пречка. не може, Маријана, значи сметам дека овде просто се израснати со различен начин на размислување. Каде е пречката, докторке? Во системот. Во домашното образование, претпоставувам. Во системот. Не може да се јави пациентка. Ама чекај, по тој систем, јас сум израсната по тој систем, ти си израсната по тој систем. Зошто Па ти да, не си ама така? вашите родители Не се биле, да се разберем, чекај сега. Моите родители, не дека не се биле, значи секогаш, особено да кажеме затоа што повеќе време минува со мајка ми, татко ми беше тој кој што постојано беше на работа. Но не сум имала јас некоја посебна едукација. Ама што се случило? Се случило јас- пресврт. Сте тргнале по тие патишта, одговори не сте добивале, сте биле веќе во таа бранша. И овде среќа што сум била во таа бранша за да можам да стигнам до тоест да стигнам до образованието, да ми биде достапно за да го добијам до она што ми е било потребно. Да, и тука е ваша одлуката дека ви не сте Но имале јас сум пречка. но знаеш како?
Тоа не значи дека не сум имала пречки по патот. Да се Вие сте разбереме. имале, меѓутоа сте немале пречка да започнете да го барате. Тоа што го зборуваме постојано, жена ако сака да ги најде одговорите, ќе ги најде одговорите. Тоа е тука. Меѓутоа, постојат ситуации каде што или ќе се, не знам, домашни проблеми во прашање, каде што нема да се, едноставно нема да соберат храброст да тргнат по тие патишта. Не заради Може. тоа што не сакаат, заради тоа што некој ќе има над главата и ќе им клука, не се замарај. Остави ќе биде. Или не знам како пример да земеме просечна, не знам, не нормално едуцирана жена, ајде да кажеме. Знае што и како е, на кого се ослонуваме. Од мене на прво место пример тргнувам од мене, да сум била јас пред 5 години, ајде да речеме. Значи пред 5 години со тој мајндсет да сум била, со тоа размислување да сум била. Зошто одиме на лекар? Затоа што некој изучил за да помогне на човекот, да помогне со што и да се, значи со што и да се соочува, да го најде решението. Одам заради тоа што имам верба во лекарот. Така се поставени работите. И сега не сум добивала, сум се интересирала, сум имала проблематики. Се е тоа окей. Не сум добивала одговори. Сите одговори што сум ги добила, сум ги пробала и не биле окей. Добро. Она што го зборувавме, например, претходно, 5 години бев на контрацептивна терапија. Зошто? Мене никој не ми испита хормонски статус пред да ми ја дадат терапијата? Не ти испитаа хормонски статус. Не, мене ми доцнеше, буквално месец и пол ми доцнеше. И директно добив. по автомобил. 22 дена крварев. 22 22 дена крварев, Јас. каде што ми рекоа, овие капки ќе си ги земеш, ќе си капнеш 20 капки, ќе ти прекине. И биден, стварно се случи така. Се е тоа окей. Не го порекнувам тоа. На кое што одговорот после тоа беше, ќе си земеш контрацептиви ако сакаш да ти доаѓа редовно, па кој не сака да му доаѓа редовно. И нормално, си земав контрацептиви. 5 години бев на контрацептиви, кога веќе почнав и на тежина да накачувам и да не се чувствувам јас убаво во своја кожа. Значи, кога почнав, не знам, со промени буквално 5 до 12 ме фаќаше, ќе бев цело време на лева нога станата, да не знаев ни што правам, ни не знам, да заборавам, буквално на телефон зборувам, го барам телефонот 1 саат. Или клучевите ги барам од колата, клучевите во рака ги држам постојано. Светам со блиц, го барам телефонот. Тоа не било природно за мене. Ама тогаш сум го сметала као окей, нешто ми се случува и сигурно е заради тоа што не знам, испити имам периодов стресирана сум 100% е заради тоа. Скопје, нова клима, не знам, нови луѓе, ново општество, обкружување тука едно друго, кајде ќе се дружам, ќе се опуштам, подобро ќе ми биде, ќе си дојдам во Виница, се ќе биде супер. Не знам Јас знаеш дека секогаш велам дека нема ништо посилно од жена Е па тоа. која што е упорна и која што сака да постигне нешто и која што не се откажува. Сега дали ќе биде за 3 години, дали ќе биде за 10 години, ама важно е да не биде предоцна. Според мене. Заради тоа што и стварно мислам дека тоа е размислувањето кај повеќето. Зошто јас да барам нешто кога има учени за тоа, ќе одам тие да ми кажат. Да, што всушност така и треба да биде. Така треба да биде. Добро. Не велам не. Ако можеш да смениш само една работа во здравствениот систем, која би била таа? Пристапот. Најверојатно и втората работа, затоа што не може да биде само една работа, најверојатно и втората работа ќе биде третманот. Прво и основно да се пристапува кон секоја една проблематика сериозно, затоа што не за џабе ја имаме таа проблематика. Значи, ако јас одам со, не знам, со главоболка, тогаш сигурно постои причина јас да имам главоболка и не може, например, да даваат, не знам, приоритет на жена која што има малку посилна главоболка, а мене да ме оставаат као апчек те помине.
се разбирам дека постојат животозагрозувачки ситуации. И ако веќе постојат животозагрозувачки ситуации, нека се третираат стварно така, ама да се наоѓа решение. Не. Кога станува збор за животозагрозувачки ситуации, Нормално е да имаме нели тријажа. Не, имаме тријажа, имаме добар пристап и сметам дека современата медицина, значи овде е на место. И е нешто кое што треба да се применува. Апсолутно. Значи, на секундата, затоа што, не де Боже, значи имаме сипсе, имаме белодробен оток, имаме инфаркт, значи, дефинитивно сум за, значи, виднаш делување, виднаш, значи, третман, кој што може би во други случаеви не би го одобрила, како третман за други проблематики, но во овој случај дефинитивно сум за. Да. И тоа е местото окей. каде што всушност треба да се користи дадени, би рекла, лекарства, дадени третмани при вакви ситуации. Дефинитивно сум за. Но лично мене, ако ме прашуваш, ако некој има, еве да речеме, како, покрај жени, земам некоја жена, ајде со Хашимото од заедниците, примерно, кои што постојано имаат, да кажеме, алергии. Значи, наша работа е да ги тргнеме тие пациентки од сите можни, затоа што кај нас се знае кој е стандардниот третман за алергија. Антихистаминик. Може да бидат со и спреови, може да бидат и додатни лекарства. Значи, каде што моја работа е да ги тргнам тие пациентки од тие антихистаминици. Ама тоа не Затоа го што прават тоа сите. не е, да, самиот антихистаминик ќе помогне во менаџирање на самите симптоми, но нема да ја реши причината што стои зад самата алергија. Замислете сега како се е направено хиерархиски. Случајност? Не, не би рекла. Во никој случај. Сакав нешто да додадам Додаде. во однос на сериозноста, пристапот, ако проценката да се направи сега нема да стварно има, не можам да кажам дека нема лекари кои што не се вршат работата. Има. Не можам да кажам затоа што Значи има. особено новите генерации што доаѓаат, значи Знаеш дека моето е секогаш имам надеж во младите доктори. тоа е. Имам надеж затоа што Значи, имаат малку поширок светоглед. се И се малку повеќе сакаат да истражуваат. точно така, значи Сакаат да издржуваат и, например, интересот им е така голем, сакаат да се ги чепкаат работите и ќе бидат као излегло ново некое истражување, а ќе прочитам. точно така. Точно. Нова перспектива. Точно. Тоа е тоа. Точно е тоа Така што ми треба се да се доаѓа. прави. Значи, кај овие би рекла понови генерации на доктори, Да. на класични доктори, каде што А зборуваме. конвенционална медицина тука фаќаме. А не можам да кажам, например, во последно време ми се случува да ете ќе настинам, ќе се случи нешто, ќе морам да отидам Се на разбира. лекар. Значи ми се случува да барам јас самата антибиотик или не знам инекција или што и да е, докторката за жива глава да не ми дава. Значи супи, чаеви, повеќе течности, витамини, минерали, електролити. Што значи дека таа е преценила дека ти немаш потреба од Значи, антибиотик? Тоа ми беше И зошто за муабетот. џабе да ти Е, биде даван тој антибиотик? За разлика од предходно, кога затоа што сум со алергиска астма меѓу другото, а кога предходно ќе добиев напад, значи ме ставаа мене 10 дена на инфузии. Јас 10 дена са бајле и вечер одев на инфузија затоа што не сакав да лежам во болница. И се шеткав. До болница, од болница назад дома. Вечер пак 10 дена. Алергиска астма. Да. Значи, Не сме стигнале до там, не е приоритет тоа. не можам да лекувам пациент што не сака да Да биде излечен. биде излечен. Точно. Милион пати го имам кажано ова нешто. Макар што кај тебе фокусот не на сосема друго нешто и секогаш имаме приоритети. Да, пак ќе речем не е приоритет сега тоа. Стабилна сум. Нема да зборувам, нема да продолжам, затоа што гледачите ќе треба многу работи да им откриам за тебе, не. Не Колку не зборувајте. слушаш? Тете си. Не, работи. Кјутете си ве молам. Одиме последна
Последно прашање. Не последно прашање, последен сегмент. Значи, ти поставувам неколку прашања, каде што ми велиш. Препознавам, сум слушнала, сум видела, или не препознавам, не знам, не сум слушнала, не сум видела, и на целата ситуација сакам една реченица да ми кажеш. Како коментар? Да. Добро. Значи, што според тебе треба да се случи? Океј. Ајде. Просечна консултација кај гинеколог во Македонија трае 7 минути. Препознавам. Добро. Не треба да трае толку. Треба да биде доволно време за да се направи детална анамнеза, да се открие која е причината. Жена со болни менструации просечно чека 7 до 10 години со дијагноза ендометриоза. Препознавам. Недостаток за жал на испитување тука во Македонија. Инвитро центар кој што не ги проверил основните основните испитувања пред да го започне инвитрото. Препознавам. Детална проценка, секој еден лабораториски тест да се направи, за после тоа да се види дали воопшто е соодветно да се прави инвитро. Доктор кој што препишал апче за контрацепција без ниту едно прашање за историјата на таа пациентка. Препознавам. Јас. Ја. Жена која платила илјадници евра за инвитра, но никој не е проверил тироидна детална. Па мислам дека сите проверуваат сега ТСХ. Тироидна детална реков. А тироидна детално? Комплетен тироиден панел. Е, добро, да. Препознавам. Спаѓа во детални анализи, сепак. Ако зборуваме за комплетен тироиден статус, ТСХ и ФТ4 не се комплетен тироиден статус. Исто така, ако зборуваме за назначување на тироидни антитела, ТРАК се антитела за Базедов, не? За Базедов, да. За Базедов, затоа што постојат специјалисти кои што не знаат дека ТРАК постојат воопшто. Дека постои такво нешто, нели? Да. Што се случи? Ајде да чуеме што се случи. Се јави пациентка која што се соочува со хипертироидизам. Добра. Каде што антителата се окей, значи анти-ТГ и ТПОАБ. Добра. Се окей во референтни граници, не е ништо покачено, меѓутоа И назначивме испитување за антитела за Базедов. за Базедов и назначивме испитување, поточно напишавме ТРАК. Добро. На кое што после недела дена, така нешто, се јави пациентката повторно за да праша дали сме сигурни дека добро сме напишале. И моето прашање беше да, зошто што се случи? Постои такво испитување, знаеме дека го прават. Во лабораторијата каде што јас бев, дојдоа уште 3 сестри, уште еден специјалист, ниту еден не слушнал за такво нешто и рекоа дека не прават такви испитувања, дека не можат да ми го испитаат тој параметар. Дали може би знаете на друго место каде што можам да направам такво испитување? Жалосната приказка. Значи, ова се работи кои што пациентки го искусуваат на дневна база. Затоа што доскоро беше што е Хомеир индекс. Значи, ние многу убаво знаеш како започнавме. Додека се научивме што е Хомеир индекс по лабораториите. Да. Додека бара што е Хомеир индекс. Па тоа зборувам. Потоа додека се научивме за антителата, ајде кај дел од лабораториите, ќе речам, со самите антитела. Додека се научивме. Сега одиме со некои други. Што ли ќе остане ако земат да се испитуваат некои малку поспецифични параметри, значи кои што вообичаено не се испитуваат и не знам, значи немам коментар. Ајде. Последно прашање? Ајде. Најобично, ова е најобичното прашање. Добро. Но сакам да биде искрено. Дали оваа епизода ти беше тешка за снимање и дали имаше момент кога сакаше да застанеш? Да. Да, заради тоа што пак ќе речам имаше толку многу работи кои што можеби и не требаше да ги кажам јавно. Дали имаше работи кои што не ги кажа јавно, а сакаше да ги кажеш јавно? Да, ама
Во нито еден случај нема да ги кажам јавно, заради тоа што ќе испадне или не знам, премногу откривање информации на идентитет или нешто слично, така што го кажувам она што сметам дека етички е окей да се каже. А за тоа дека кажав сопствени мислења, да кажав сопствени мислења, тие се мои мислења, меѓу другото. Правото на говор секој го има, меѓутоа дека сметам дека 99,9% од женската популација можеби го делат истото мислење со мене, знаејќи дека се соочуваат со проблемите со кои што се соочуваат. И последно, жена која денес ќе ја слушне оваа епизода и ќе се препознае во секој сегмент, со која реченица би ја испратила? Дека ако може би некогаш ќе се најдеме на крајот од патот и ќе мислиме дека тоа е тоа, крајот на патот е до тука, понатаму нема ништо, вреди секогаш да поодиме уште 5-10 километри затоа што ќе не идеме на раскрсница. Таа раскрсница ќе ни биде пресвртот. Се гледа, Маријана, значи со твоите прекрасни аналогии, професијата, меѓу другото, Маријана, дали останатите знаат по професија, дали и покрај тоа што веќе би рекла дека има завршено Уште да официализирам со диплома. Со диплома, да. Немам време. Не може време. Да. Немам време, ме гази времето, докторке. Зошто ли, Маријана? Ме гази времето сега. Зошто? Други приоритети. Други приоритети. Нема, тоа е. Во наредниот живот може да бидам ваша колешка. Сега, само неофицијално. Ти благодарам, Маријана, на прекрасниот разговор. Ви благодарам и на вас, што бевте денес со нас во малку поразлична атмосфера. Никада не заборавиме да ги спомнеме нашите главни спонзори. Vitamini.mk, извор на исчистени клинички докажани суплементи во исхраната. И да не заборавиме дека ова е последна епизода од сезона 2. Да, нека да не забораваме исто дека ние последна епизода од сезона 2. За сезона 3 имаме многу различна, би рекла, замисла, многу различни идеи, многу различен концепт, така да се гледаме за извесно време во сезона 3. Ви благодарам на сите за вниманието, исто ти благодарам, Маријана, и на тебе. Ми беше прекрасно да бидам од оваа страна на столицата, меѓу другото. Се надевам дека и во третата сезона многу често ќе бидеме од оваа страна. Да се надеваме дека ќе биде така. Мислам дека и време е веќе малку да да замениме улоги. Да замениме улоги, да го смениме малку концептот, да го видиме малку различности, до некаде искрени разговори кои што тоа е. Недостасуваат. Да. Дефинитивно тоа не е целта, каде што здрави живот сметаме дека веќе во трета сезона ќе имаме доста приказки од страна на од прво лице. Да. Под површината со доктор Марија во прво лице. Ма тоа е вистината, колку и да зборувам јас, секогаш искуството на даден пациент кажува најмногу. Чекор по чекор само. Благодариме на вашето присуство во оваа епизода и се гледаме во следната сезона од подкастот Под површината со доктор Марија.